Да, Македонија е една од 108 земји кои што денеска го одбележуваат меѓународниот ден на спомениците и локалитетите. А токму на оваа тема, мој соговорник во ова информативно издание е господинот доктор Лазар Шуманов, председател на ИКОМОС. Господине Шуманов, добре дојдовте во ова информативно издание на телевизија Нова. Темата оваа година со која што ќе се одбележи овој значаен ден е културното наследство и одржливиот туризам. Зошто е избрана токму оваа тема? Благодарам прво за поканата. Ова е еден вид на, би рекол, промоција на заштитата на културното наследство од владини и невладини здруженија, како што е нашето меѓународно здружение ИКОМОС. Зошто е одбрана? Одбрана е затоа што, верувајте, тоа е еден од актуелните теми во светот, туризмот, како алатка која многу земји ја користат како изворено добра индустрија која носи кон развојот, кон просперитетот на општеството, така да меѓународниот ИКОМОС ја одбра оваа тема, културното наследство и одржливиот развој, и заради тоа што Обединетите нации ја прогласија година 2017 како година на одржлив туризам за развој. Значи, туризмот како одржливиот туризам е алатка за развој на општеството. Сега, тоа е всушност изворено значајна идеја, но секогаш се случува понекогаш туризмот да биде полезен, интерактивен, но за жал понекогаш мас туризмот, така наречен, делува и негативно, особено врз културното наследство. Бидејќи секој сака да прави бенефит, да прави профит. Со профитот се занамеруваат одредени стандарди што треба да го запазиме културното наследство, бидејќи тоа е дел од нашиот живот и се случува да делува и негативно. Затоа треба да бидеме внимателни. Тоа е една од идеите зошто оваа година го одбравме оваа тема. Колку во Македонија е застапен културниот туризам, дали доволно се промовира, дали е доволно развиен? Па видите, никогаш не е доволно она што се работи. Се работи секако. Може би недостатоците во тој развој на културниот туризам, бидејќи за објаснување, во Интернационалниот ИКОМОС постои научен комитет за културен туризам. Така да мораме заеднички да работиме, не само со државните институции, со локалните, особено со локалната самоуправа, бидејќи всушност туризмот се како би рекол, се одвива токму во локалната, односно во градовите, во селата, во манастирите и тоа, така да ние мораме да бидеме внимателни, односно да го привлечеме сопственикот, да привлечеме локалната самоуправа, да биде активен чинител во правилна примена на стандардите и на сочувувањето и, би рекол, конзервацијата, односно одржувањето на автентичноста на објектите. Не само како материјално наследство, туку и како функција. Како тоа и ве гледате, ние се наоѓаме во старата Скопска чаршија, која за среќа се уште ја има истата функција што имала во своето основање. Тоа е она всушност живо наследство и сега ние треба да го пазиме. Некогаш поуспешно, некогаш помалку успешно, но се трудиме да биде максимално добро. И затоа и постоиме како, ние како Национален комитет, кој веќе постои 23 години, се труди да помогне, да биде партнер не само на централната власт, туку да биде партнер и на локалната власт, бидејќи во фазата на децентрализацијата ние можеме, имаме можности како Национален комитет не да се експонираме, него да бидеме партнери на локалната самоуправа, да помогнеме, бидејќи имаме такво членство, со такви квалитети, што можеме многу да помогнеме во смисол на подобра и поадекватна заштита на културното наследство, бидејќи културното наследство е еден вид на пациент. Тоа е како човечки организам, односно организам кој живее и кој мораш да му обезбедиш услови да живее, како за човекот, што се вршат истражувања, лекарства, ние сме за тоа. За крај да дадеме една генерална оценка, колку македонците се грижат да го зачуват културното наследство? Видите, тоа е
многу тешко одеднаш да се одговори на едно прашање со еден одговор. Всушност, традицијата на одржувањето мора да поучиме од постарите луѓе. Ако се сеќавате, веројатно имате баби, дедовци кои се уште чуваат носи, се уште чуваат традиција на правење на јадења, на правење кој е еден од туристите, бидејќи туризмот всушност значи контакт на посетителот кој е од странство, кој е најдобриот амбасадор на таа различитост. Бидејќи неговата култура, неговото битие е различито од ова, но тоа е тај диверзитет, односно активен, и затоа туризмот е изморена, реков, алатка и мора да ја искористиме во позитивен смисол, али и да бидеме внимателни, да не ни се случат некои непожелни работи. Затоа јас во денот на 18 април го честитам на сите иматели на културното наследство, на сите членови на ИКОМОС, не само во Македонија и во светот, па верувам дека до година ќе можеме овој форум да кажеме што сме успеале, дали сме успеале, колку сме успеале, тоа не зависи само од нас. Аз ви благодарам што